Почитувани, пред 4 години владата на Заев се нудела да прими мигранти во Македонија, а денес неговиот потрчко Филипче е против наводни мигранти во Македонија. Ве повикувам да го проследиме видеото во кое целата македонска јавност ќе се увери како Заев сакаше да гради мигрантски кампови, а потоа и самиот се нудел да ги вдоми мигрантите. Филипче за ова не се противил. Премиерот Зоран Заев за Канал 5 вели дека Македонија стои на располагање со своите капацитети и можности. Ги информиравме нашите стратешки партнери САД дека стоиме на располагање да помогнеме согласно нашите капацитети и потребите, со цел да се спасат животите на локалното население. Информиравме дека сме подготвени да преземеме и прифатиме цивилно население од Авганистан кој изминативе 20 години работеше на мирот во таа земја, беше локална поддршка на сојузничките НАТО сили, вклучително и на нашата армија, како и преземање и прифаќање активисти од демократските хуманитарни организации и од организациите за човекови права во Авганистан. Подготвени сме да обезбедиме сместување во хотели и одморалишта, за што оперативата и трошоците за време на нивниот престој до обезбедување трајна дестинација целосно би биле покриени од страна на САД, се вели во одговорот на премиерот Заев. Почитувани, ова е вистината за темата мигранти во Македонија. Од видеото јасно е кој сакал да доведе мигранти, а кој бил против истото. Хистеријата, паниката и лажните вести кои ги создава СДС се рушат како кула од карти. За среќа на граѓаните, ВМРО-ДПМН и тогаш, и сега, и секогаш ќе води антиемигрантска политика. Еве, веќе 2 дена молк од Филипче и СДС за непостоечката тема мигранти. Откако ги посочивме нивните вистински намери за доведување на мигранти во Македонија, тие бегаат и од новинари и се кријат во бихачка. Наместо да играат криенка, да одговорат колку мигранти биле спремни да примат во Македонија. Дали толку многу се гласни на оваа непостоечка тема само затоа што во 2018 година биле спремни да доведат илјадници мигранти во Скопје. Филипче и СДС мора да ја научат лекцијата која народот им ја одржа на последните 3 изборни циклуси. Реформи во СДС се повеќе од потребни. Ви благодарам.